Dobro večer, pobedničko Kumanovo! Dobro večer za ВМРО ДПМН! Dobro večer за коалицијата за подобра Македонија! Dobro večer, македонци, браќа и сестри! Dobro večer за сите што на ова студено време дојдовте да ја поддржите ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Пред нас е 11 декември, денот кој долго го чекавме. Денот кога македонскиот народ ќе стави крај на двегодишната криза предизвикана од СДСМ. Изборите на 11 декември се од историско значење за Република Македонија и за Куманово. Кумановчани, доаѓа денот кога ќе можете да кажете не на партијата која го остави Куманово со очајно лоша инфраструктура, со обраќаен хаос, задушено во ѓубре и смет. Да кажете не на партијата која во времето на транзицијата ги затвори кумановските фабрики, остави илјадници граѓани без работа, илјадници семејства без парче леп. Куманово на својот грб долго време ги чувствува катастрофалните последици на владењето на СДСМ. Доста беше, затоа Куманово со огромна разлика ќе го порази СДСМ на 11 декември. Браќа и сестри, ние пред вас гордо стоиме, достоинствено, со реална програма и остварливи проекти. Со новата програма се обврзуваме дека ќе работиме да се рестартираат пропаднатите стопански капацитети жртви на транзицијата во Куманово. На заинтересираните инвеститори владата ќе им понуди државна помош со цел креирање на поголем број на работни места, а со посебен акцент на ангажман на поранешните стечајни работници. Пропаднатите стопански капацитети во Куманово се вистинското лице на СДСМ. Пропаднатите стопански капацитети во Куманово говорат за начинот на кој СДСМ владее и јасно сведочат за нивниот капацитет за водење и на економијата и на државата. Покрај овој многу значаен проект ќе извршиме комплетна реконструкција на автопатот Скопје-Куманово и реконструкција на регионалниот пат Куманово-Свети Николе. Предвидуваме изградба на пруга Куманово-Белјаковце во должина од 31 км. Инвестиција вредна над 46 милиони евра. Ќе изградиме водовод во населеното место Пчиња, канализација во населено место Романовце. Предвидуваме изработка на технички планска документација и изградба на брана на река Слупчанска Куманово. Инвестиција со која ќе се овозможи дополнителни количини на вода од околу 6 до 7 милиони кубни метри годишно во рамки на системот Глажња-Липково. Во Куманово ќе изградиме 7 детски градинки, а ќе се реконструираат и десетина училишта. Ќе ги реконструираме објектот на Кумановскиот театар, инвестиција вредна 40 милиони денари. Со проектот рурални развојни зони во општина Куманово ќе бидат опфатени 48 села и 39 во Старо Нагоричане, со кој ќе овозможиме бројни бенефиции и стимулации за инвеститорите со цел да поттикнеме инвестиции и отварање на нови работни места и во руралните области. Предвидуваме набавка на нов, најсовремен мамограф и нова најсовремена опрема за општата болница и здравствениот дом во Куманово во вредност од 900.000 евра. Ќе извршиме реконструкција на Центарот за рехабилитациона медицина во рамки на болницата во Куманово. И на крајот сакам да потенцирам уште еден крупен проект за кумановското здравство. Почитувани кумановчани, новиот ургентен центар во општата болница во Куманово се гради. Исполнување на ветеното е одлика на ВМРО ДПМН и Куманово го знае тоа. Ова се дел од проектите, почитувани пријатели. Но дозволете ми сега, дозволете ми да обрнам внимание на уште една работа. Работа која за мене е поважна. Поважна дури од секој реализиран проект.
од изграден пат, од нов набавен апарат во здравството или од изградена градинка. Знам, ова е реалниот живот и реалните потреби на граѓаните. Ова се проблемите што ве тиштат и за кои имаме обврска да изнаоѓаме и да нудиме решенија, како што и правиме. Но за сите нас, пред и се е државата Република Македонија. Жителите на Ѓорче Петров денеска ги замолив да ја прочитаат програмата на СДСМ. Сакам овде во Куманово да ги замолам членовите на СДСМ од Куманово и тие да го направат истото. Ве молам, прочитајте ја вашата програма. Прочитајте ја страната 163 од вашата програма, од програмата на вашата партија, пред да одлучите кого ќе поддржите на овие избори. Доколку, почитувани членови на СДСМ од Куманово, доколку се согласувате и поддржувате градоначалникот на Липково, например, под своја команда да има униформирани и наоружани полицајци, кои директно не му ќе му одговараат, и доколку се согласувате истиот тој градоначалник под негова надлежност да има служба која ќе издава пасоши и лични карти, тогаш гласајте си за СДСМ. За жал, ова не е играчка. После нема назад. Одговорноста ќе биде на сите, но најмногу на вас, на членовите на СДСМ во Куманово. Ќе мора целиот свој живот да го носите тој тежок товар. Колку и ова чудно да ви звучи, ве повикувам вас, членовите на СДСМ од Куманово, да го дигнете својот глас против ова безумие и на тој начин да и помогнете и на СДСМ и на Македонија. Одберете на која страна ќе застанете, за или против унитарна Македонија. Ги повикувам сите останати кумановчани. Кренете се, кумановчани! Исправете се, херои! Доаѓа денот на победата! Кумановчани никогаш не биле и нема да бидат со свитка на кичма. Застанете гордо и достоинствено, херојски и храбро. Приклучете ни се во походот за ставање на крај на оваа криза. Да застанеме сите заедно под едно знаме. Да застанеме сите заедно под македонското знаме. За Македонија се работи. Една Македонија. Број еден за Македонија. Славиме победа во недела. Да живее Куманово. Да живее Република Македонија. Да сте здрави и живи. Победува!